Еве во нашата редовна рубрика врзана за теми од Вселената. Одиме значи во бесконечноста на универзумот и денов полека, но сигурно привршува, па сепак се уште е 2 часа и 22-3 минути е сепак 8 март. Затоа одлучивме заедно со нашиот гостин првиот дел од нашата тема вечерва да им ја посветиме на жената. Без друго, тоа секако најнапред ќе биде русинката Валентина Терешкова, првата жена вселенски пилот. Но ќе ги запознаете уште и подвизите делата на Светлана Сивицкаја, исто така русинка, првата жена која што со вселенски брод се дигна надвор во отворен универзум и го напушти леталото. Тоа се случи во 1984 година. А тука е и германката Хана Рич, жена која што 1942 година леташе со авион на ракетен погон. Тоа беше првата жена што полета со ваков авион. А сега добро вечер за нашиот гостин во студиото, господинот Зоран Милчевски, кој ни доаѓа од Скопското астрономско друштво. Добро вечер. Што имаме да кажеме за овие три жени? Ја предполагам дека жените во космонаутиката не се осамени, не се само овие три познати имиња, но сепак Валентина Терешкова, Светлана Сивицкаја и германката Хана Рич се најуспешните. Па да, најнапред да го честитам празникот, 8 март на сите жени во свет. Мислам и пред да кажеме за овие легендарни жени, би кажал нешто околу самиот празник. Значи, првиот празникот, 8 март, еве, као се слави као некако си штрајк одржан 1857 година. Значи, од тогаш потекнува иницијативата за овој празник да се слави као некако празник на жената. По 1908 година, нели, во Њујорк се 15.000 жени имаат оној марш низ градот, нели, бараат подобри права. Па 1910 година, нели, во Копенхаген се одржува таа другата конференција на жени социјалисти на иницијатива на германската, нели, револуционерка Клара Цеткин, и тогаш е установен 8 март, нели, да биде како празник на жената и, нели, претходно допред тие 2-3 години како празник на жената е рачунат 28 февруар. Сега празникот како таков, она што е интересно, во тоа време на 1917 година една руска феминистка го, поточно после Октомвриската револуција, го измолува, нели, тогашниот прв човек на Светскиот сојуз Владимир Илич Ленин, и он го прогласува овој празник као државен празник во Советскиот сојуз, откај што и денеска во Русија, да речеме, во Украина, во Белорусија, во Узбекистан, во Молдавија, во Монголија, во тие држави празник се слави као државен, нели, као државен празник. Мислам, не се работи за разлика од другите држави. Се, пошто е, нели, денот ред да спомнеме жени во областа на космологијата, кои што ете така на некој начин придонеле за самиот развиток, нели, на астрономијата и на астронавтиката. Значи, во прв ред тука е кога се збори, значи, за астронавтиката и жените, мислам, не може да не се каже, нели, името на Валентина Терешкова, значи познатата прва советска и светска летачка, мислам, роден 1937 година во некаде во 100 километри североисточно од Москва, нен дел. Најнапред работи, нели, као гумарка во една фабрика во Советскиот сојуз, во фабрика за производство на автомобилски гуми. Сега 1960 година се пријавува на еден тест, ете така, за жени астронаути во Советскиот сојуз, заедно со 20 на жени, и меѓу тие жени она ја има таа част да прва полета во Вселената. И нормално не се одбираат као кандидат. 61 година она веќе се префрла во звездениот град, тогаш во Советскиот сојуз, нели, во околината на Москва. И веќе 1963 година као шести летач, значи после Гагарин, нели, беше прв, Биковски беше петиот, она веќе беше шестиот летач кој што полета во Вселената. И тоа се случи на 16 јуни 1963 година, значи она полета со леталото
со Восток 6, а иначе 2 дена предходно пред нејзе полета Валерий Биковски. Значи као пети летач. Сега она заедно со Валерий Биковски еден период од некаде од неколку часа они летаа на едно растојание од околу 5 километри. Тоа беше всушност прво групно растојание во историјата, прво групно вселенско патување во историјата на човештвото. Сега Валентина Терешкова, она во вселената помина некаде околу 70 часа и 40 на минути, значи направи 48 обиколки околу земјата. Тие обиколки некаде помина близу 2 милиона километри во вселената и после тоа успешно се спушти, нели со она капсула, со она сонда во областа Караганда во Казахстан. И нормално Валентина Терешкова, мислам, ја носи целата слава на светската астронавтика кај жените. Веќе станува почесен граѓани на многу места во светот. Мислам, цената е не надвори од државите од Варшавскиот пакт, значи почесен граѓани во многу држави во светот. 1972 година, мислам, постарите љубители сигурно на шахот поготово се сеќаваат дека она за време на шаховската олимпијада која што се одржа во Скопје, значи во Сајмиште, има можност да се сретнат со Валентина Терешкова. Она беше гостин на таа олимпијада. И нормално после Валентина Терешкова напредува во областа на астрономијата. За краток период она стигнува до генерал мајор, мислам, така се пензионира и као генерал мајор во астронавтиката. Од 1971 година па до 1991, мислам, додека не оди во пензија, она е постојан член на Централниот комитет на бившиот Советски сојуз. Не знам што уште ви кажал за Валентина Терешкова, мислам, знам дека 2000 година едно друштво светско за жените и одбра за жена на 20-тиот век, значи мислам дека она држи некој си рекорд по број на добиени награди во не ми е познат бројот, меѓутоа се работи за еден доста голем број на добиени награди за она дело на што го има сторено. Во брак беше со Адриан Николаев. Адриан Николаев беше третиот човек кој што полета, значи после Јури Гагарин, после Герман Титов, Адриан Николаев беше третиот човек кој што полета во вселената. Она беше во брак со него, со кој што има една ќерка Елена, значи со која што ќерката Елена денеска работи као лекар. Иначе овој брак беше принуден брак, значи од страна на Советскиот сојуз, затоа што требаше да се види од 20-та луѓе кои што полетаа во вселената, мислам како ќе најверојатно како ќе испаднат ете 10 и слично. Поколението, да. Да, тоа си беше нормално во Советскиот сојуз, мислам, она не можеше тоа да го одбере, мислам, тоа беше наметнато од тогашниот централен комитет. Сугерирано поблако. Па добре, така, мислам, у Советскиот сојуз се кажува, а се знае дека не смее да се одбие. И не знам што друго би, мислам, уште ви кажал за Валентина. Веројатно има уште други. Има, мислам да одиме на незината колешка Светлана Сивицка. Да, Светлана, која што прва излезе од да, Светлана Евгеновна Сивицкаја. Значи таа е веќе втората, може да кажеме така, успешна астронавтка. Значи родена 48 година во Москва, мислам потекнува од едно, мислам дека татко е народен херој, носител на сите тие спомени на Ленин, на Жуков, на сите тие, значи татко е народен херој. Иначе она, мислам, во Советскиот сојуз тие работи не вредеа многу, доколку навистина некој не ги има предиспозиции да стане. Мислам, Светлана Сивицкаја беше држеше неколку светски рекорди во областа на астролетањето. Значи она леташе со некои авиони изведувајќи некои фигури и во областа на летањето и во областа на падобранството. Така да тоа она, мислам, не случајно е дојдена таму како прв човек. И она со ракетата Сојуз Т-7, значи на 19 август па до 27 август 1982 година она орбитира околу земјата. А исто така после тоа и со ракетата Сојуз Т-12 во периодот од 17 јули до 29 јули 1984 година она исто така се наоѓа во орбита околу земја и она
во орбита околу Земја го држи и рекордот кај жените. Значи, они име престојувано 19 дена на една орбитална станица. Се исто така не 84-та година 19 дена, па тоа се заборави човек. Па не, рекордот кај мажите, мислам дека рекордот кај мажите се не ми текно, имаше чудно име Јарослав, мислам дека свика негде околу 680 дена. Да. Како жените 19 дена она го држи, исто така она држи еден и она е и првиот летач во историјата на човештвото, значи првиот астронаут жена кој што излета надвор од вселенското летло, значи поминано некаде околу, мислам дека имаше 2 или 3 излегувања, при тоа помина 2 или 3 часа надвор од вселенското летало. Светлана, исто така Светлана Сивицка и ден денес е активна, мислам она е во парламентот, мислам тој долниот Дума, се не знам горен или долен, тој Дума како се нарекува, и она таму е пратеник од комунистичката партија на Русија, мислам во тој парламент. Сега до третата жена што ја рековте, Хана Рич. Хана Рич е исто така една легендарна, сега не знам како би ја кажал, мислам, она е дете од она Хитлеровата генерација, значи заедно со Вернер фон Браун и слично, родена е почетокот некаде на 20-тиот век, негде 907 или 908 година, значи пилот, пробен пилот на германската авиација, на Луфтвафе, еден огромен талент, мислам, некои познавачи сметаат дека таков пилот нема со такви предиспозиции физички кои што била Хана Рич, ретко се среќаваат, значи она е некаде околу 1,50 м висока, некаде 40 на кила, значи идеална за идеални ко пилот и ко падобранец. И видите, 1942 година германците нели го развиваат оној проект со ракетата V2, значи во историјата познат ко Вергел Тунгвафе, тоа што значи оружје за освета, оние ракети V2. Сега тие V2 карактеристика на овие ракети беа тоа што беа доста моќни и разорни, меѓутоа има една страшна непрецизност. Сега од тука се бараше, значи веќе некој кој што ќе може да го следи токот на целото летање на ракетата, значи. И беше едноставно во Хитлерова Германија распишен тој еден, да го наречам, да не го наречам конкурс, за кој што ќе се бара човек кој што прв ќе полета со авион кој што ќе биде на ракетен погон. Значи за да ги следи сите оние параметри на движење на ракетата, за да после ги пренесе, за да може да се исправат тие недостатоци што се околу непрецизност кај оваа ракета. Значи за таа причина она самата си има понудено да го направи тоа пробно летање, да. Сега тоа пробно летање се одвива 1942 година во северниот дел на Германија, видите, центарот на V2 беше во местото Пинеминде, тоа е едно градче, мислам денеска не ни постои, негде 500 луѓе дали има, на границата помеѓу денешна Германија и Полска. Значи таму беше главната база на Германија за испитување на овие ракети на V2. Сега, она доброволно се пријави да полета со ова летало. И при тоа, она полета, значи, уместо мотор, беше поставена на ракета V2 и прелета некаде околу 300 км со ова летало. И при тоа она успешно се спушти на после отприлика едно часовен лет. Сега сите тие работи, мислам, сите она што ги откри за време на ова испитување, мислам, и такако после добро дојдоа што се однесува токму до оваа ракета V2, нели, која што подоцна беше искористена за гаѓање, нели, за стрелање према првенствено, нели, Енглија, Велика Британија и Белгија. Сега она што е чудно, мислам, ја немам сретното за податок после 1945 година што се случува со Хана Рич. Мислам,